Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие сте со емисијата Шах со Љубиша Доновски, а јас денес имам задоволство да седам со новиот шампион на Македонија. Со младиот, се уште не мајстор, ама годината мајстор, или младиот шахист Филип. Поздрав и честитки, јас дури не сум стигнал да му честитам. Филип, честитам за овој голем успех. Додуше се очекуваше дека некој од младите ќе стане шампион на Македонија. Кога ја прочитав стартната листа, значи младите мајстори Никола Николовски и Тони Лазов, нели, во прв план и младиот мајстор Емил Истески, потоа ти, и остана на пркоси, нели, велемајсторот Станоевски. Да, Звонко Станоевски, кој што му пркоси на времето. Иако возрастен, се уште е многу активен и силен и се сметаше дека некој тука ќе биде. Ти веќе беше малку поднив и според рейтинг и според стартната позиција, но сепак на крајот прв пречекори целната линија. Како ти го доживеа првенство? Значи, навистина голем успех. Не знам, мене ми е уште чудно да поверувам што се случува. Не можеш да се навикнеш, се уште не се шампион на Македонија, тоа, да? Ама прекрасно чувството, не знам. Од една страна вистина, реално говорено, поголемиот дел од најдобрите наши играчи не дојде да го игра. Од, да речеме, постарите велемајстори. Но сепак, како што кажавте, игра и Никола, и Тони, и Емил, и Звонко. И беше сепак... А и некои други помлади? И некои од помладите, Андреј, например, одлично се покажа и така. И Златко. Знаеше проблеми да направи... Мене ми направи. Некако многу чуден турнир. Необичен. Ама имаше и млади пензионери, овие Миле Трајковски, Дубојлиш. Така, и Кралевски. Александър... Лавинац имаше. Одличен старт имаше, да водеше сам под 5 кола, 4 кола, 5 имаше. Необично се движеше така. Необично беше многу чуден турнир. Од една страна, јас изиграв од овие што ги набројавме појакиве над мене што беа на листата, само со Никола последно коло. До тогаш веќе водев, значи јас водев предпоследното коло чисто, без да играм ниту со Тони, ниту со Емил, ниту со Звонко. Ама така некако се испостави, почнав со 2 од 2, па ремизирав една партија со Роберт и после изгубив од Златков, позиција што не требаше да ја изгубам, ама... И одеднаш си долу уствари. И одеднаш сум долу и хајде полека. Како испадна, играв со Ангелковски, па играв со Кралевски, добив со Црни, па со Бели, со Главинац и ми падна предпоследно коло со Андреј, кој што беше, можеби, тој беше најголемото изненадување до тој момент на турнирот, затоа што победи со црни фигури, со Звонко многу партија. И ми падна мене и јас со победа го престигнав. А Никола од друга страна немаше ни една партија изгубено, ама тој одигра со сите. Тој одигра и со Звонко, и со Емил, и со Тони, и со мене, и со Роберт, и надолу, не знам. И така некако се намести работите да бидам во шанса на крај со Да, да истражам проф. 2,4 бараш многу партии да добиеш, да не шанси никако. И последната партија обично е таа решавачката, кога се доздолаш и стигаш нагоре. Многу напорно. Многу страшна партија беше таа последната. Да, и последната партија беше многу опасна, да. Јас бев малтене изгубен. Тој напаѓаше, тој таму, а тој опишно опасно напаѓа. Никој не е познат по тоа што обично никој не му се вади кој да биде нападнат, здраво напад. Како што бев јас. Не знам, тој игра така, тешко е да се игра против него кога знаете дека он иде. И не му е гајле. Јас, например, не можам да играм туку така, да играм со некој што има 300 поени рейтинг помалку од мене и да играм така, да ми виси цела табла и да не знам дали ќе се снајдам или ќе изгубам. Ама тој се снаоѓа феноменално и ја мислам дека со таков стил на игра всушност и тој направи резултат последно. Претходно беше на турнирот во Белград, тоа беше малку така добро загревање, таму добро помина, нели? Одлично, да, и таму имав нешто, споричок старт,
Бевте и почнав добро со друштво, поло инаку. од 3. Кажи малку за Така, твоите да, друштва. Па одлично бевме ние со ова нашава генерација шахисти. Бевме јас, Емил, Тони и Никола. Бевме заедно во апартманче и имавме таму и многу дружби, многу друштво, имавме прекрасен апартман и се наоѓаме на такви турнири со нашите пријатели од другиве земји. Се разбира. Е прекрасно искуство без разлика на шахот. Ја шаховски поминав исто многу добро. Почнав со поло од 3, па после направив 4 поло од 5 последните 5 кола. Последно коло бев дури во шанса да играм за норма, ми требаше реми со црни фигури за норма со Иванишевиќ. Јас дојдов многу надмокен во некоја холандска 14-15 потеза беше јасна предност за црни. Ама не успеав да се снајдам и полека и тогаш игравме до скоро последни и на крај ме добив. Така да ништо од нормата, ама во секој случај ќарив доста рейтинг И се почувствува И се својата нова почувствував. шаховска сила. се почувствував дека можам да играм на пата на ниво со играчи кои што претходно може да сум мислел дека Дека се допирливи, да? па не дека се недопирливи, ја и претходно имав добивано партии со 2300 и 2400 играчи, меѓутоа секогаш сум мислел дека ете добро. Ова беше хаварија, па испадна. Дека беше случајно, да, сега А сега да, затоа што и некои од партиите што ги добив, таму во Белград не беа случајни, туку беа убаво. од тој турнир ќе видиме една Ќе партија, видиме да? една баш таа партија што сакам да ја покажам. Добив со црни со еден интермајстор и баш сум супер. задоволен. Одлично. Генерално како тече. Кажи ми сега за почетоците малку шаховски, сега ти Штипски ли си роден или си во Скопје? Јас сум роден во Штип. Ама живееме во Скопје од 2001 година, значи јас имам една година живеење во Штип. Мојата фамилија е од Штип, и мајка ми, и татко ми, и баби, дедовци, сите роднини. И јас и се кажувам дека сум од Штип. Мене дедо ми ме научи да играм шах уште како мал. А потоа од Штип ми беше мојот прв тренер, сега веќе покоен Голумео, Тодор, Заре голове покој. од пред некои месеци, жал, да. Прв пат слушам. Добро, да, прв сте. И со него почнавме да работиме, тој е инаку мајсторски кандидат, макар што нема игра, Знам но лично, многу одате, многу добро. Долги Знам дека години. тешко живееше последните години. и беше Но добро да го спомне. иако не играше активно, имаше огромно шаховско знаење. Со него почнав, тој ме научи први основни позициони, работи, тактики, нешто, некакви отварања. И ми беше секундант на првиот турнир кој го играв, 2009 година баш овде во Дрим, игравме младенско првенство. Јас завршив четврти тогаш. И после од 2012 си играв стаднарно секоја година и почнав малку по-сериозно, се слушавме со него, тогаш преидов и во Алкалуик, па работев и се уште со велемајсторот Иџимовиќ. И така, сега по последно време, летно време ќе патиме некој турнирче. Да, значи Штипенец и по Штипјанец, да. И има штипско шаховско образование Така, во Славата, така. шаховска Штипска шаховска школа, да. чисто предводник да речеме бил Панчеш Захариев, така. и шампион на Со Македонија. Кичев, А потоа, нели, да речеме Васко Крстев и таа генерација, а потоа доаѓаат браќата Гичевиот кои што особено се издвојува Благој Гичев како многу талентиран. Нели, и како единствен шаховски, не, додуше мајстор и Панче и Панче Захариев. но Гичев е наистина на едно супер ниво и беше многу талентиран младенец. Значи беше помалку активен кога отиде на факултет, на електрофакултет и малце шахот кога отиде во втор план, иначе беше супер талентиран и се уште е силен мајстор. се уште кога доаѓа, немам играно со него, ама кога доаѓа Се се видели некој, го знаеш ли лично сте разговарали? Не, лично не го знам. Добро. Мислам дека не сме се живее погодили. во Канада, ама дека се Да. погодили некојаш ми представи тоа. Добро, и уште нешто што не се ставно сакам да те прашам, тоа е секако нели беше проведен генерација во гимназија
Така. Или беше едно од најдобрите или како се Бев каже ми проведена нешто се тука генерација во... Јас завршив во Николов? Орце Николов, завршив средно и бев таму проведен за генерација и после кога се бира и некакви првенци на град Скопје и таму бев избран. Тоа е, сега студирам во Англија. Доби стипендија од каде? Не, Или јас не доби добив стипендија? не добив стипендија од Оксфорд, од универзитетот. Каде што си сега? Каде што Да, сега учиш? таму студирам. Добив стипендија од Министерството, кој што дава стипендија за било кој што ќе се запише на некој од топ 100 универзитети во Кој светот. што може да влезе во тие топ Така. така ли? Да, меѓутоа главниот проблем е да се влезе во топ 100 универзитети. Тоа е големата селекција што се прави. Това е големата селекција. И сега таму си колку? 2 години? Како? А веќе 3. Како поминуваат, едната беше онлайн, претходно, како година и пол уствари бевме онлайн, претходно бев, сега завршив трета, сега во јуни. И положив последните испити за трета и останувам уште на еден, на мастер. Уште Тоа од мастер, а тој од тука ли ќе биде зашто заради коронава или Не, одиш не, ван? ќе одам. Во октомври одам за Да, па сакам да исто, тоа е исто голем резултат. Таму играме шак многу. Да? Сега сум во... Инаку се играат Оксфорд против Кембридж, како што се најривалските универзитети, нели таму, и играат многу престижни мечеви еднаш годишно во сите спортови. И меѓу сите спортови спаѓа и шах, и тоа е најдолгиот традиционален меч. Минатиот пат беше 137 меч меѓу Поред, Оксфорд и значи, Кембридж. да. Се игра секоја Огромна година, традиција, да. освен мислам дека за Втора светска војна неколку години не се играло. И тоа го имам играно два пати за Оксфорд. Еднаш победив, еднаш ремизирав. И сега следнава година сум капитен на екипата. О, браво, браво. Значи, успех на сите. Одлично. Па свако многу успех. Сега како се прв планови бе? На тамошни сега се веќаш во Англија, каде што се концентрирам повеќе на спирањето. Да, веројатно да. Сега кога ќе се вратам во Англија од октомври, ноември и до почеток на декември сум таму. Ама потоа секој се што враќам. имаш време, Таму играме постојано, играме... Јас кога отидов првиот пат во Оксфорд, најдов шаховски клуб, се зачнеме по шаховски клуб и се изненадив колку многу се игра шах. Затоа што тука ние малте не едно турнирче, ако склопиме годишно сме на конј. И едно време имаш нели Карпаш Опен сега и тоа го нема и мораме да одиме во странство да играме турнири, нема што да се игра, нема некој рапиче, цугерче ако фатиме. А таму се игра цело време, секој викенд. И што се игра рапид? играме спори партии, се игра лига. Ние, например, играме прва лига на Оксфорд. Оксфорд е градче како Струмица. Оксфорд има 4 лиги, прва, втора, трета, четврта лига на градот. Самиот град има 5-6 клуба, заедно со околните села што сите си имаат свој клуб и си патуваме, играме, мислам дека 1 до 2 меча неделно. По четврток пост од 7 саат и како на фудбал, се игра цела сезона. Идеме на гостини, доаѓаат кај нас на 6 табли. Значи да не се крижиме дека таму само мораш да се концентрираш на нечи и дека нема шанс. Има многу. Јас само што мене ми е тоа многу интересно. Тие се рейтингуваат партии, ама не во ФИДЕ, туку во нивниот англиски рейтинг. Имаат ЕЦФ, имаат англиската федерација национален. и ми се рейтингуваат таму. Одлично, па таму значи цело време си на рейтингистите и како на Цело време си да. Добро, кои партии ќе ги видиме? Ќе ви покажам една партија од првенството во предпоследно коло со Велјановски, која што ми беше многу важно за да ми требаше победа со црни фигури за да избијам на челото на табелата, а после тоа ќе погледнеме партијата што ја спомнав од Белград. Од Белград турнир. Одлично. Одлично. Ајде да отидеме на демонстрацијната таба и да покажеме нашата публика дел од твоето твориште. Ова е Андре Белјановски, од Така. крв последно коло. Да. Како шампион. Ајде. само увод во партијава
да направиме мал. Значи ова е осмо коло. Осмо предпоследно коло. До овој момент Андреј водеше чисто на турнирот, тоест не. Андреј и Никола водеа на турнирот со не знам 6 од 7, така, со 6 од 7 водеа тие, а јас имав 5,5. И на втора табла игра, не игравме на прва табла, на втора табла игра Никола со Тони. Тоа беше реми, без игра. И јас знаев дека со победа би пристигнал да избијам на прво место пред последното коло. Со Андреј се знаеме од деца. Тој е некоја генерација помал од мене и имаме играно многу пати. Знам од прилика што како игра. Меѓутоа не сосема, затоа што во последно време мислам дека го менува репертоарот малку. Например, на француска што сме играли многу пати до сега, Андреј обично константно играше блокадна варијанта. Но овој пат ми одигра конј d2 и јас знаев дека ќе игра конј d2. Мислам, очекував конј d2 затоа што имаше одиграно конј d2 во некое претходно коло. Последниот пат кога игравме јас и тој инаку во Парачин во февруари на аматерскиот турнир, јас му одиграв Карокан со црни и изгубив. Многу убаво одигра тој тогаш. И сега чувствував и плюс некаква поголема желба за реванш или така ајде да го наречеме, плюс имајќи предвид каква беше ситуацијата на турнирот. На конј d2 и јас играм се и свашта. Играм и d4, претходно некое коло одиграв ls7 против Златков. Меѓутоа со Андреј решив да играм конј c6, затоа што ми беше и погледнато некое коло претходно очекував дека ова ќе настане со Кралевски. Но тој одигра конј c3. И сега партијата тече конј c6, конј f3, конј f6, e5, конј d7, ова е се стандардно. И ловец d3. Во оваа позиција главните два потеза се конј b4 или f6. Меѓутоа f6, на f6 постои потезот конј g5 и ова е одеднаш многу оштра позиција која што мислам дека во последно време не копира нешто многу сјајно за црните. Единствен потез е тука конј d5 и продолжува партијата со многу компликации. Јас решив да не влезам во тоа и да одиграм конј b4 за да играме некоја можеби по стандардна француска позиција, надевајќи се дека имам некое поголемо искуство од Андреј во ваков тип на позиции. И сега овде е многу интересен момент. Главниот потез, мислам, според репертоарот на Андреј, главниот потез овде би требало тој да влече ловец d3. Меѓутоа тој одигра рокада. Сега јас бев задоволен кога го видов ова рокада, затоа што во слична ваква структура, да речеме која би настанала ако играме конј d2, конј f6, ваква варијанта, ќе настане иста структура. Знам дека Андреј сака да игра со конјот, на e2. И става коњите на e2 и d2. И потоа овој конј од d2 му оди на f3, ловецот излегува на f4, на g5 и така си се вртат класично. И мислев дека вака сум го зезнал малку да му се ова другата верзија кај што си викав ај можеби не знае што да прави со овој конј. И очекував дека ќе оди по планот топ 1 конј f1 конј g3 кој што е да речеме типичен во вакви позиции, меѓутоа баш конкретно во оваа позиција и не стига белиот со тоа. Продолживме cd f6, e-f6, конј f6. Оваа позиција дури настанува со друг ред на потези и црниот на потез,
затоа што јас сум изгубил едно темпо повеќе, ја играв конј C6, конј B4, конј C6, 3 потеза со конјот, оно дека да. Да. Меѓутоа ништо, мене не ми беше тоа некој многу голем проблем. Игравме топ E1, ловец D6 и како што очекував, он тргна со конјот од оваа страна, што мислам дека не е баш прецизно. Претпоставам дека во вакви позиции конјот подобро да стои на B3. Иако и таму нешто погледнав, затоа што очекував дека вакво нешто може да ми настане. Да, може да го игра ловецот на D3. Има разни идеи. Така. Може B3 со ловец. Има, нели, секако, само мене ми е јасно зашто тргна тој со конј F1, затоа што во други верзии на француски го врти конјот вака преку. Тој некој стига и на E3, на G4, а сега не стига. А сега не стига. И сега затоа што баш очекував дека ова ќе ми настане со конј F1 тука, имам да одиграв потез дама B6, затоа што знам, неговата идеја е, предпоставував, ловец G5 на H4 на G3, и знам дека дечкиве од Гамбит ги знаат тие важни идеи и позициони. И дама беше се потез со идеја да не му дозволам да го изврти ловецот туку така. Мислам, можеби може да се обиде пак LG5, ќе го жртвува пионот на B2, или ќе дојдам конј E4, па и добро, тој одигра LD3, јас направив рокада, одигра конј G3 и сега веќе оваа позиција нешто попријатно за црните, што на некој што можеби нема играно многу вакви позиции би му делувало чудно. Меѓутоа белиот не стигнал со планот да го смени овој ловец од C1 и малку е нејасно што ќе прави. Конјот од G3 нема и некоја баш сјајна перспектива, освен ако не рипне на H5. И сега после некој нормален потез како LD7, црниот јас мислам дека е сосема вред, меѓутоа знам дека овде пред партија машината ми даде потез конј G4 со некаква блага предност за црни. А ти веќе го имаш? Јас со оваа позиција е до тука некаде. И сега мислам дека конј G4 и веќе е, да речеме, непријатно како да реагира белиот на ова. Имам некакви идеи, например, топ F3 е... Можеби почне прво ловец D7. Можеби ловец D7, можеби E5 во некој момент, можеби дури нешто просто како G6, па како се браниме на D4 сега одеднаш. А плюс ги имам идеите со E5 и провисува на F2, дамата се отвара. И после конј G4... Да. Да. Сакаш E4, не може да E5 он одигра L3 овде, иако може би постои ваков потез. L7, крал H7, конј G5, крал G8, дама G4, дама D4. Јас до овде гледав некаде. Сме го сменили пионот на H7 за овој на D4, што предпоставувам дека е добро за мене. Конкретно, да, претиме да смениме дами, виси на F2. Машината дава дека после дама E2 е равна позиција. Меѓутоа така, мене ми делуваше дека нешто сум направил барем. Сум земал ловечки пари, имам центар, ќе си играм. И сега тој одигра овде L3. И јас си играв еден прилично невнимателен потез, конј E3. Затоа што као, ајде, сега може би прети LH7, стварно, си реков конј E3, и кога го одиграв конј E3, само си мислив како може да земе, дали ќе земе со топ, дали ќе земе со пион. И како го одиграв потезот, ми текна дека може би LH7 иде сега. И најверојатно е така, најверојатно LH7 сега добар потез тука. Така. Андреј одигра топ E3, ставиме ова. Не, овде се замисли и тој го видел LH7. Го прашав баш после партија што се случува, и јас не го рачунав, ја го одиграв потезот и
тука ми светна. Не знам што точно ќе се деси, например, една варијанта ЛХ7, крал Х7, конј Г5, крал Г6, дама Х5, крал F6, тој рече дека гледал до тука, не видел што понатаму. За топот. Така, опасно е, сега фигура е помалку. Да. Ама тој мислел дека, например, F3, веројатно се враќам крал E7 и ќе се избегам. LD7, ако стигнам. Меѓутоа, баш и после кога анализирав после партија, има, например, некаква вака позиција може да биде многу опасна за... Да само да ја кажеме за слушателите и гледачите, значи дама Х5, кој Х7 е после крал F6, кој Х7 шах, така, наместо F3. Има можност и на крал Е7, само да ги кажуваме по тези. Така, крал Е7 и сега... Кој зема на F8? Кој зема? Па, предпоставувам дека е тоа. Појако дури, да речеме, на F3 би имал потез топ F7. Може би да се прибранам. И пак е многу нејасни, прилично страшна позиција за црните. Мислам дека не е се уште изгубена, барем по машина не е се уште изгубена, меѓутоа многу непријатно. Да, машината се врат. Да, и сега, не знам, за мене ќе беше прилично шок да го видам ЛХ7. Мислам, го видов кога го одиграв конј Г3. И така, тој одигра топ Е3. Најверојатно Г6. Мислам дека Г6 солидно. Тогаш ќе си земам. Да. Така, ние продолживме конј Е3, топ Е3. И... Да. И јас овде одиграв. Секако. Тоа е многу Г6. Тоа е многу интересно кај него, што така, например, мене често пати ми се случувало, играм со него и додека се си играме нормално, ќе го надиграм. Позиционно или вака или така, ќе го надиграм некако. Моментот кој ќе почне да се джитка, тогаш да се прекрастиш и да... И тој почна да се джитка веднаш. Аз Г6 и оваа позиција, вака ако ја цениме нормално, ја мислев дека стојам, па дека сум постигнал горе-долу се што можев да посакам од типот на позиција кој што го избрав да играм. Имам ловечки пар, конјот на Г3 е глупав, конјот на F3 е добар, ама треба да го пази цело време. И конкретно дури, сега после Г6 виси D4 пионот и виси B2 пионот. Јас очекував некој потез како ловец E2 или C2, да го брани D4, ако земам, например, вака, ако играме ловец E2, и сега ако земам овде топ B3, ми ја роби дамата. И со тоа би ги одбранил двата пешака, меѓутоа прилично пасивно стои белиот. Јас ќе си дојдам. Така. Јас би дошол LD7, топ F4, топ F8, во некој момент E5 му пали црниот ловец, така. Така да си бев прилично задоволен од позицијата тука, реков ајде добро ова ЛХ7 го преживеавме. И тој почна да рипа конј Г5. И ова не го очекував воопшто. Што прави Ликов? Нормално прети конј Х7, крал Х7, дама Х5 и мац. Меѓутоа, ја гледам и викам, добро, што ако земам дама D4? Што е вака логично кога го трга конјот од ваму, прво ми оди окото на пиенот на D4. И викам, добро, дама D4. И ловец F4 би бил потез кандидат, и дама B2 е потез кандидат, кога виси на F2+. Ја не верував во ова. Ама тоа често со Андри. Ќе тргне да напаѓа од позиција која што ти личи дека нема основа да се напаѓа. И одеднаш почнуваат да се испилуваат работи. И сега, од никаде да излегуваат, буквално. Така и се деси. Јас го видов дама D4, реков ова мора да е најпринципиелниот потез, да е дама D4, затоа што, и одиграв дама D4, затоа што дама D4, конј Х7, крал Х7, дама Х5, крал Г8, дама Г6, дама Г7. Јас препоставив дека ова дама Г7 го има превидено кога рипнал конј Г5, иако за чудо, кога ја рачунав таа позиција од тука, ја реков дама Г7 и готово, иако изгледа не е баш готово,
затоа што може и ќе продолжи варијантата топ Е6 и ако земам и ги зема двата ловца, најдобро предпоставам дека е нешто како ловец G3, H3 и да речеме сега дама Е6, топ F7, инаку е вечен шах. Ако бегам со крал, топ F7, ловец G6 и на крај ќе остане дека се два пешака за фигура, ама кралот е малку гол. Предпоставам дека е црниот е подобар. Да, веројатно е решавачки подобар. Сега, меѓутоа коњ G5, дама D4 и Андреј продолжи да си игра како ништо не било. Дама E2. Добро, викам. Си го даде пионот на D4 и сега си играме позицион. Сега притиска на E6, стварно, ама така некако мене ми... Ај чисто да останеме објективни, веројатно во оваа позиција дама B2 најпотез. Кога прети дама F2 со дама E3 и сите овие жртви не идат и претпоставам дека е многу полесно така. Така, мене... Да. Шаковски нешто има, сега практично е нели друго. Он игра дама Е2, јас си реков добро, ако успеам сега да стабилизирам, да се консолидирам малку, чим не му упали блефот со коњ H7, дали беше блеф или не беше блеф, не знам, би требало да сум супер. И продолживме дама Е2, јас најдов, мислам дека убав потез коњ Е5 овде. Го напаѓам ловецот, за момент ја покривам линијата, плетам нешто можда како H6, како коњ G4, исто имам такви мотиви. Андреј одигра топ D1, така. Прети некаде да земе на G6, например. Јас одиграв дама F6, дама F4, си земам. Дама F4, го напаѓам коњот. Он се врати на H3, макар што тука е веројатно и H4 потез, затоа што не можам дама H4 топ E5 има. Ама... Не, H4 некој полезен по некој LD7, нешто било што. Так. Кој H3, дама F6. И сега овде си застанав вака и си викам еве он одигра и што ќе прави, он се врати LB1, за да не му го земам ловецот. И викам сега е секако што треба. Значи, сега сум во најдобра форма што можам да бидам на турниров. Имам ловечки пар, сум го земал централниот пион, имам пешак повеќе, имам одлични фигури, само ќе си продолжам LD7, топ E8, коњот ќе иде некаде и полека ќе дојде LC5, ќе дојде E5 и отидоа сите. Викам само смири се, ова сега само треба да го извозиме фино полека до крај и одиграв потез LD7 и Андреј А темпо ми влече коње 4. Од кај сега ова гледам и не ми се вере. Буквално гледав, си викам на LD7, дури се загледав на табла вака и си викам што потез може да одигра, со која фигура ќе ја фати да ја мрдне. Да. Така, буквално го гледам и викам, кој ќе го фати? Овој од H3 не иде нигде, овој од G3 не иде нигде, ловецот од B1 не мрда, топови, ништо нема што да игра. Викам, што ќе игра некој A3, B3, што ќе прави? Топ B3, такво нешто, такво очекував и одеднаш ова коње 4 ми идеше да ги фрлам фигурите. Како може, баш убаво си владеев со позицијата, нели? Пошто го преживеавме ова хаварииве тука што може да настанат. Одеднаш коње 4. Гледам едно 10-15 минути позицијата, сваќам дека имам еден потез, морам да земам D4, нема друго, ми го зима ловецот и... Да, ако дама E7, например, ќе следи просто коњ D6 и топ E5 и готово. Да. Бога ми требаш. Јас знам дека гледам, нели тоа е сега многу
пак имајќи целата ситуација на турнирот од друга страна, нели, особено важноста на моментот и сето тоа што го кажав претходно, затоа ми беше многу битно. Викам, добро, да му се сневиди, ова ли успеав да го заебам, да, простите на речникот. И ништо, знам дека седев така едно 10 на минути пред таблата во неверување, одиграв DE4, стиснав на сајатот и веднаш станав да идам до WC, пошто знаев дека ќе ми одигра веднаш топ D6 и после глупо да станам. Сакав малце да се измијам, да се освежам, да видам ајде дали ќе ја продолжиме партијава, некако мора да се продолжи. И земав DE4, топ D6. Тука негде се вратив, запишав потез, погледнав малку. Така, се уште разочаран. Ама ништо, ајде, мора да продолжиме. И одиграв потез кој што ми изгледаше најлогичен, LC6 иде LE4, тој прво што се наметнува, ама LE4 и доаѓа ми послаб дури предпоставувам. Ги менуваме и уловците, и има притисок на E6 и тешко нешто да се направи. Ја одиграв потез топ AD8, што ми изгледаше најлогично вака, претам некој LB5, например, во некој момент. За чудо, ако се вратиме овде, LD7 и не е лош потез по машина, затоа што ова што се испили на табла е првата линија што ја дава компјутер. Да, он од далеку ги гледа тактиките што ја не ми се веруваше дека постои во позиција. За мене ова беше нова партија, од коње 4 па навака е за мене ова нова партија. Топ D8 одиграв и сега претам LB5 со некакви на крај некакви мотиви да провиси на основен ред. И Андреј се замисли, после некој време одигра потез топ E4. Ја овде почнав да си рачунам, нели, како одново. Сега си рачунаме. И како рачунам, почнам да гледам некакви мотиви ваму таму, тук. Може има нешто интересно, може би LC6 интересен потез. Например, ваква некоја варијанта може би иде. На ова виси топот на D6, а ако земе прво овде, D8, топ е 5, дама е 5. Да речеме, некакви, меѓутоа нешто овде не ми се допаѓаше на LC6, а плюс и конкретно видов нешто малку повеќе на ова LB5. И сега LB5, и овде видов што се случи во ствари. Дама D1. Сега овде најдов, не знам, може би најубавата комбинација што ја имам одиграно до сега на турнири, затоа сакав да ја покажам партијата, не дека нешто. Коњ D3 преклопуваш дели линијата или? Па нешто, коњ D3 виси нешто, виси некој топ. Мислам, првите неколку потези не се толку Ова е подлабока комбинација. Да, ова е малку ова е на пример една убава вежбичка, ако ова е за вежба. Така нешто. Ќе поминеме веднаш на што ова е критичниот момент. Партија топ D6 е логично и топ D8 е логично. Дама B4. Овде е сега. Така. И овде е моментот кога треба да се измисли нешто и овде јас би измислил. Да. Од некаде, па не знам од кога точно, ама тука некаде топ D6 може би до 5 ги видов контурите. Топ D1 шах, топ E1 и дама H4. Дама H4. Ова е. Па ова потсеќа со она одвлекување темата, оние партии што се стигаше на дама 5, па Да. А Лехин имаше некои такви. Мислам дека беше некој. И ова дама H4, ја го одиграв и гледам и рачунам едно 5-10 минути дека стварно оди потезот, затоа што се цртаат некои геометри, нели, на дама H4 следи топ 1 мат, тоа е просто, а одеднаш е шех. И сега што да прави? На бранење некоја А3 ќе ја земам дамата, на потез како дама 5 си играм просто B6, дама C3 останува, тоа го одигра, имаш уште една опција, например L4 личи на потез, меѓутоа сега коњ D3 се црта. И се некако се нацртува. Например F4 исто виси топот на E1, ни така не може.
Е, Дама C3 единствен потек, ама сега и ова ми беше виден. Дама D4 единствен потез, ама веќе овој не е ни толку многу тежок да се види. Да. И сега повторно се исцртува така да нема одбрана. Ова нема веќе потез, нема на дама D4 пак следи топ 1 мат, на дама C8 одигра, на дама A5 следи B6 и нема веќе овде. Овде знам дека јас одиграв дама H4 и запишав потезот, станав и четам и чекам дали сега ова ќе испадне дека е глупост некоја, дека има одбрана. Тука веќе беше тензично, тука се собра и публиката околу нашата масна. Ти ова стои, Андре седеше и мислеше едно 10 на 15 минути. Дама C3, дама D4, дама C8, крал G7, дама C7 шах, конј F7 и белиот предал. На дама A5 беше. На крај следи, он предаде во оваа позиција. Да, видел дека нема што, да, нема што. И јас бев изненаден дури, ама така бев задоволен од на крај испадна добро. Топ D8. Да. Така. За чудо испаѓа дека сме играле по некои од првите линии на машината, изгледа ова LB5 е стварно сериозна закана и дека нема некако згодно како да се одбрани дури на топот. Не може топот да се враќа назад, на пример, на топ D1 пак ќе следи LB5. И сега веќе е друго, сега можеби ќе рипнам на D3. Да. Так. Баш е чудно, на пример да беше кралот на H1, ќе имаше коин G1 на крај. Да. И така, тоа беше оваа партија што после ми даде и ела, нели, да играм утре дента после вакво нешто. Тоа беше првата партија. Да. Так. Так. За ова. Така, мастерпис. Тоа би било се за оваа емисија почитувани и се надевам дека го привлековме вашето внимание, односно дека уживавте со нашиот млад 21 годишен шампион на Македонија Филип Михов, кој што патем речено е многу успешен млад човек и многу пријатен, како шармантен млад човек. Значи, видовме дел од неговото творештво, го посакуваме големи понатамошни успеси. Значи, тој е, колку што ја помна, модерно немало шампион на Македонија, кој што се уште нема достигнато мајсторско ниво, односно титула мајстор шаховски, но ја верувам дека ова мајстор после ќе ја скокне на интермајстор ќе стигнеш брзо, така што значи посакуваме на тамошни успеси и на шаховско поле и на полето на образование, значи затоа што нели на тој престижен универзитет ќе представуваше Македонија. Се трудам во колку можам да го пресвет. И како посакувам успех и благодарам што беше да гостувам. Благодарам на поканата.